Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: богата забавна програма за престојните новогодишни празници во Охрид. Гениална идеја, премиера на Охридскиот народен театар. Алпинистичкиот клуб Патагонија повеќе од 2 децении ја одржува алпинистичката традиција во Охрид. Лишена од слобода охриѓанка која управувала возило со 2,59 промили алкохол во крвта. Трамп го прогласи фентанилот за оружје за масовно уништување. Ги погледнавме кратките најави за содржините на денешниот дневник, кој започнува по временската прогноза. Гледајте не. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по студеното утро во текот на денот имавме сончево и студено време со умерена локална облачност. Дуваше слаб ветер од северозападен правец. Минималната температура изнесуваше -1 степен Целзиусов, а максималната дневна достигна 9 степени Целзиусови. Во Охрид утре во текот на денот времето ќе биде умерено до значителна облачност со повремени сончеви периоди. Минималната температура ќе изнесува 1 степен Целзиусов, а максималната дневна 11 степени. Продолжува периодот на стабилно и претежно тивко време. Во утринските и ноќните часови по одделни котлини во земјава ќе има појава на магла, а во текот на денот ќе биде сончево со умерена облачност и претежно тивко. Во северозападните делови повремено ќе има зголемена облачност со услови за слаб дожд. Минималните температури ќе се движат во интервал од -4 до 1 степен, а максималните дневни температури утре во Македонија ќе изнесуваат од 8 до 13 степени Целзиусови. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ. Општина Охрид со богата забавна програма за предстојните новогодишни празници. Ќе има и организиран дочек на градскиот плоштад. Општина Охрид подготви богата забавна програма по повод престојните новогодишни празници.
На 31 декември на градскиот плоштад Свети Климент Охридски во пресрет на дочекот на новата 2026 година, охриѓани и туристите ќе може да уживаат во настапот на македонската поп звезда Владко Лозановски, охридската фолк икона Евто Пупиновски, охридскиот музички ас Ѓоко Таневски, диџеј Јуксел и диџеј Багзи. Музичкиот дел започнува во 20 часот. На 1 јануари на градскиот плоштад Свети Климент Охридски со почеток во 20 часот за забавата ќе се погрижат легендарната група Меморија и музичкиот состав Фузија. Новогодишната програма и оваа година го вклучува проектот Охридска новогодишна приказна, кој ќе започне на 27 декември и ќе има низа забавни настани за најмладата публика и за сите генерации. Дел од настаните е предвидено да се одржуваат напладне, а дел во вечерните часови, информира градоначалникот Кирил Пецаков. Утре прекин во водоснабдувањето во населбата Црногорци, селата Лесковец и Лакочереј. Поради изведување на градежни работи за поврзување на новиот цевковод со профил Фи 300 мм со постоечката водоводна линија на улицата Кленовец на ден 17 декември, среда, од 8 часот и 30 минути, повеќе часа без вода, односно до завршување со активностите, ќе бидат корисниците од населбата Црногорци, село Лесковец и село Лакочереј. Премиера на Охридскиот народен театар со представата Генијална идеја. Премиера на театарската представа Генијална идеја на Народен театар Охрид. Премиерата ќе се одржи утре, 17 декември, во малата сала на Центарот за култура Григор Парличев Охрид, со почеток во 20 часот. Представата Генијална идеја е по текст на повеќе автори во драматургија и режија на Ненад Витанов. Ова е втора премиера финансирана од Министерството за култура и туризам на Република Македонија. Во оваа дуодрама улогите ги толкуваат Ивица Цонев и Филип Кипровски. Сценографијата е на Филип Витанов, а костимограф е Мимоза Тодоровска. Цената на билетот чини 300 денари. Билетарата работи секој работен ден од 10 до 17 часот и од 13 до 20 часот. На денот на изведбата на представата, резервации за представата не се примаат и картите се продаваат исклучиво на билетарата, информираат од Центарот за култура Григор Парличев Охрид. Во Охрид покрај езерскиот амбиент расте заедница која ја предводи љубовта кон планината и алпинизмот. Алпинистичкиот клуб Патагонија повеќе од 2 децении обучува млади алпинисти, организира спасувачки акции и гради нови спортски патеки. Во денешниот прилог ќе видиме како ентузијазмот и посветеноста го движат клубот кон нови успеси на планинските височини. Во туристичкиот Охрид, каде покрај Синото езеро е распослан планинскиот масив на Галичица и Јабланица, со децении истрајно расте адреналинската приказна за височините, неповторливите видиковци, живописните пейзажи и за спортот во кој дисциплината е еднакво важна како и храброста. Алпинистичкиот клуб Патагонија повеќе од 2 децении ја одржува алпинистичката традиција и е двигател на развојот на авантуристичките спортови во регионот. Се создаваат нови генерации планинари, алпинисти и љубители на активниот спорт. Клубот е активен на повеќе полиња: спорт, едукација, волонтерски проекти, планинско спасување, авантуристички туризам и промоција на Галичица како светски уникатен простор. Алпинистичкиот клуб Патагонија, како составен дел од Алпинистичката федерација, е еден од поактивните клубови, иако можам да кажам дека покрај тоа што се занимаваме со спорт алпинизам, паралелно имаме и повеќе други сегменти. Значи, едена од нашите особени гордости е вклученоста и нашата иницијатива за формирање на планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид, меѓутоа не само на локално и регионално ниво, туку и ние сме и дел од иницијативниот одбор за формирање на Националниот сојуз за планинско спасување, кој денес активно функционира и се обидуваме на таков начин да го решиме проблемот со планинско спасување во целата држава. Така што алпинизмот е еден спорт кој што, особено во планинското спасување, е носител на, да речем, на таа активност, бидејќи најголем дел од техниките за спасување се токму техники и вештини кои што се применуваат и во алпинизмот.
Клубот денес брои 30 членови, сите активни и дел од планинската спасителна служба при Црвениот крст Охрид, која покрива 5 општини. Но Патагонија не се ограничува само на спасувачки мисии, тие развиваат инфраструктура за авантуристички туризам, ја отворија планинарската куќа на Галичица и ја поставија првата вија ферата. Нашиот клуб брои 30 членови, пак ќе кажам, сите наши членови се дели од Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид, која делува во поширокиот регион, значи покриваме 5 општини, тоа веќе е познато за јавноста. Работиме на повеќе сегменти покрај планинското спасување, ние сме и на некој начин преку нашите проекти кои ги спроведуваме, ја ревитализиравме и ја воспоставивме првата планинска куќа, која е отворена за посетители во Национален парк Галичица. Тоа е планинската куќа Спиридон, апсолутно изградена со силите на нашите волонтери и секако со помош од донатори. Другиот сегмент е што развиваме авантуристичкиот туризам, партнери сме со Националниот парк, веќе спроведуваме неколку циклуси проекти финансирани од ПОНД, Преспа Охрид Nature Trust донаторот, со кој што развиваме една така наречена авантуристичка зона, каде што главно се фокусираме на активности за туристите кои се поврзани со алпинизмот. Значи ја направивме првата вија ферата, ова година го промовиравме и првиот локалитет за качување на карпи. Алпинизмот во Македонија се соочува со сериозни предизвици, ограничена поддршка од државата и од корпоративниот сектор, но ентузијазмот на членовите е оној мотор што го движи клубот напред. Морам да бидам искрен да кажам дека условите за развивање на алпинизмот како спорт се многу тешки, бидејќи прво самиот спорт ја нема она популарност која имаат големите или популарните спортови со топки, ние ги викаме. Од тој аспект имаме и многу мала поддршка, не само ние како алпинистички клуб, значи тоа е генерална една слика за алпинизмот во државата. Значи самата федерација добива минимални, да не речем незначителни средства од страна на министерството, иако имаме одлична комуникација, се обидуваме ова да го промениме, меѓутоа едноставно не сме популарни. Нашите активности не може да бидат следени од широка публика, од тој аспект нема ни широка поддршка од корпоративниот сектор, едноставно се подпираме на ентузијазмот на нашите членови и секако она што мораме сме принудени да го работиме, тоа е проектен менеджмент, односно аплицираме на проекти донаторски. Алпинизмот не е само физичка активност, тоа е комплексен систем на знаење, безбедност и искуство. Секоја нова генерација членови постепено почнува како почетник и го совладува спортот според строги критериуми. Алпинистичката федерација има строги критериуми, има правилник по кој што се стекнуваат називите, значи во алпинизмот има постепено градација на називи, се почнува од ниво почетник во рамки на било кој алпинистички клуб. Во рамки на клубот се поминуваат основните базични обуки и се стекнува првото ниво е ниво алпинист курсист, значи ги завршил летниот и зимскиот курс. Понатаму, откако ќе помине ова фаза, потребно одреден период на практикување на самиот спорт, бидејќи спортот не е само физичка активност, туку има сериозен позадина на безбедносни критериуми, за да можат тие критериуми да се извежбаат до совршено ниво на безбедно практикување на алпинизмот, потребно е време. Значи не е само да се научат, туку и да се практикуваат. Значи после извесен период од година и пол до 2, секој курсист може да се пријави да полага за следното ниво, тоа е аспирант за алпинист, кој што се полага пред државна комисија во федерацијата. Понатаму следува она ниво кое ние го викаме највисоко автономно ниво, тоа е нивото алпинист. Значи, после исто така по одреден број после извесен период, одреден број на искачувања во летни и зимски услови кои се јасно дефинирани во правилникот, кандидатот може да полага за алпинист и веќе со оваа титула се стекнува со самостоен назив, може да качува секаде, дури и со називи кои се пониски од самиот алпинист.
и понатаму се алпинист инструктор водич. Алпинистичкиот клуб Патагонија не е само група ентузијасти, професионални алпинисти. Тоа е заедница која создава генерации, гради инфраструктура, промовира туризам и покажува дека со ентузијазам, посветеност и знаење, секоја височина може да се совлада. Запленети 300 теписони и стази без документација кај Подмолје. Приведено 52 годишно лице од Скопје. На 15 декември 2025 година полициски службеници од мобилната единица за компензаторни мерки при одделот за гранични работи и миграција на подрачје на СВР Охрид, поточно на местото викано Подмолје, лишиле од слобода 52 годишно лице од Скопје. Имено, откако било сопрено товарно возило марка Ford Transit со скопски регистарски ознаки, управувано од лицето, при преглед на возилото во товарниот дел пронајдени се 300 теписони и стази без соодветна документација. Лицето е лишено од слобода, а возилото и стоката се одземени. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок, информираат од Министерството за внатрешни работи. Лишена од слобода Охријанка која управувала возило под дејство на алкохол. На 16 декември, околу 30 минути после полноќ, во Охрид полициски службеници од СВР Охрид лишиле од слобода 30 годишна Охријанка. При сообраќајна контрола на улица Партизанска во Охрид сопрено е патничко возило Рено со охридски регистарски ознаки, која таа го управувала, при што е констатирано дека е под дејство на алкохол, односно измерени и се 2,59 промили алкохол во крвта. По целосно документирање на случајот против неа ќе биде поднесен соодветниот поднесок, информираат од МВР. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.